Почитувани гледачи, вие сте на фреквенцијата на КТВ телевизија, ново издание на емисијата Со повод. Вечерва со повод ќе говориме за лицата со посебни потреби, нивната вклученост во општеството, сите оние законски измени кои што овозможуваат нивна инклузија во општеството, во секојдневието, меѓутоа и во образовните институции. Ве поканувам да бидете заедно со нас, а јас вечера имам чест да разговарам со двајца дефектолози кои што веќе 15 на години работат професионално во својата професија и остваруваат резултати токму со лицата со посебни потреби. Заедно со нас во студиото се Весна Басаров и Мирјана Петрушевска. Добро ми дојдовте. Добро ве најдовме. Реков, ќе говориме на една тема која што може би засега дел од родителите кои што имаат деца со посебни потреби, меѓутоа со измените на Законот за основно образование веќе се засега и би рекол целата јавност, бидејќи овие деца треба да се вклучат и во редовните училишта. Ќе почнеме со ред. Вие, реков, работите во посебното основно училиште Маца Овчарова во Велес, каде што веќе познато е дека во Велес овие деца имаат резултати кои што ги остваруваат благодарение на стручните лица кои што работат. Меѓутоа 15 на години работите како волонтери во Центарот за поддршка на лицата со интелектуална попреченост Порака. Кои се активности или во што се делувате? Ајде. Најнапред ви благодариме за поканата и за присуството во вашата студија. Како што кажавте, ние сме вработени во посебното основно училиште Маца Овчарова од Велес и веќе исто толку време колку што сме вработени сме волонтери на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака Велес. Делуваме нормално во образовната сфера на лицата со попреченост, посебно кај лицата со интелектуална попреченост, комбинирани пречки, аутизам. И како што кажавте, имаме видливи резултати на кои што сме можне горди и пред се благодарни, бидејќи би сакала да изразам благодарност на соработката со родителите која што ја остваруваме со нашите ученици, нашите деца, затоа што без онаа тријажа родител-дете и наставник, во случајот дефектолог, ние не би имале такви постигнувања. Образованието кое што им го нудиме на децата во посебното основно училиште се однесува на конкретен дефектолошки третман кој што го добиваат, иако нели следат и нормално план и програма која што ни се пропишани со закон, меѓутоа највеќе сме концентрирани, најмногу сме концентрирани на дефектолошкиот третман кој што овие деца го заслужуваат. Паралелно со образовниот систем работиме во полето на инклузија на овие деца, меѓутоа инклузија во поширока смисла во сите полиња во нашиот град. Што значи тоа? Значи сакаме да ги вклучиме не само во образованието како што сега нели се потенцира сето тоа, значи најнапред би сакале да ги вклучиме во секојдневната игра заедно со нивните врсници. Значи тоа ни е целта која што ја остваруваме преку невладината организација Порака. Така, ние низ емисијата ќе погледнеме и фотографии од сите оние активности во кои што се вклучени овие деца и докажуваат дека и тие можат, значи и тие се дел од заедницата и тие имаат свои вештини кои што можат да ги негуваат или да покажат што знаат. Да го слушнеме вашиот став како професионалци кои што веќе работите со овие лица во делот на инклузијата. Така, како што пред малку спомна Весна, значи покрај образовните активности кои што ги работиме на инклузијата, односно првично почнавме да работиме на подигнување на јавната свест на целата околина за она што го можат лицата со посебни потреби. Мораме да истакнеме дека имаме големи успеси во однос на тоа.
Децата со посебни потреби, односно лицата со посебни потреби се лица кои што можат и како да направат многу работи во својот живот. Имаме многу позитивни примери во нашата држава кои што ќе го докажат тоа. Например, имаме ученик во нашето училиште, тој е Андре Тимов, кој е долгогодишен наградуван ученик во однос на својата поезија. Имаме позитивни примери на ученици од нашето училиште, од нашиот град, кои моментално се вработени во така речено кафич или бар во Скопје, што неговото име е Амбрела. Таму се вработени доста лица со посебни потреби кои што работат во кујна, во послужување на лица и така натаму. Исто сличен концепт, значи го има јавна соба, тоа е иста таква институција во Скопје. Имаме позитивни примери на глумци, например глумецот Гоце од Штип, кој што има направено филм за тоа како е да си лице со посебни потреби. Имаме исто така многу позитивен пример е нашиот Цако. Тој е лице со Даунов синдром, кој што има и своја радиоемисија. Така да можеме слободно да кажеме дека лицата со посебни потреби во Македонија го почнаа процесот на инклузија и да докажување на што се тоа тие можат. Како што рече Весна пред малку, инклузијата не значи само инклузија во образовниот систем. Инклузијата значи инклузирање во сите сфери на живењето. За да се случи тоа е инклузија. Токму така. Не е само тоа инклузија. Некога е вклучувањето во сите сфери од живењето. Само тоа е инклузија, иначе во образованието. За да можеме ние да стигнеме едно дете да го инклузираме на 7 годишна возраст во образовниот процес, значи таа инклузија треба да почне уште 2 годишна возраст, 3 годишна, додека игра надвор со децата, додека е во градинка, одењето на роден ден и заеднички и така натаму. Инклузијата и вработувањето. Инклузијата е севкупниот живот на едно лице со посебни потреби во општеството. Новиот закон или измените на законот за основно образование велат дека и лица со посебни потреби ќе се инклузираат во редовната настава. Тука јавноста е поделена, дел од родителите на лицата со посебни потреби велат дека тоа е вистинско решение, другиот дел велат дека нивните деца не се за во редовна настава, меѓутоа имаме и реакција од родителите чии што деца посетуваат редовна настава. Како гледате на тоа? Значи ли тоа дека едно дете со посебни потреби лесно ќе може да се вклучи во редовна настава со оглед на своите специфични потреби, со оглед на тоа дека тоа ќе биде едно во одделение од 30 деца? Дали лесно ќе може да се совладува наставниот материјал или сепак треба да биде инклузијата вака насекаде, па и во образованието, или еве ќе одиме во таа насока дека само во настава па ќе ги инклузираме децата, а ќе правиме штета во образовниот процес и на другите кои што се во редовна настава? Баш како што кажавме, нели веќе зборуваме за тоа. Инклузијата не почнува од образованието, инклузијата почнува од подигнувањето на јавната свест. Значи, кога нашата свест, зборувам општо на сите граѓани во нашата република, би била на едно далеко повисоко ниво, таа инклузија би се спроведувала без никакви проблеми. Ние постојано работиме години и години наназад на подигнувањето на јавната свест и можеме слободно да кажеме дека со подигнувањето на јавната свест во градот веќе се подигнува и нивото на инклузија кај овие лица. Значи, полесно се прифаќаат, полесно се вклучуваат во разни активности, кажам Мими. Значи, ние ги вклучивме нашите ученици во театарски представи, пишуваат поезија, рецитираат поезија. Значи, тоа се навистина активности кои што и ретко кои ученици од редовната популација можат да ги изведат. Меѓутоа, како што и вие спомнавте претходно, секое дете е надарено за нешто, па и учениците со попреченост се надарени за нешто. Ние сме тука да го откриеме што е тоа. Кога ги вклучиле сите ученици, како што предвидува новиот закон, што спомнавте, кога би ги вклучиле сите ученици со попреченост сега директно во настава, со право може би реагираат и родителите и други родители и родителите, дел од родителите на самите ученици со попреченост, не се служуваат со комплетната инклузија. Јас можам да кажам еве лично за мојот став, мислам дека би се случил во моментов тотален хаос, затоа што сметам дека државата се уште не ни е припремена доволно
за да го прифати сето тоа на оној начин на кој што го предвидува законот. Во ниедна држава ајде ќе зборувам за Европа, нема целосна инклузија, значи постојат лица кои што можат да се инклузираат и постојат лица кои што не можат да се инклузираат во редовниот процес, затоа посетуваат посебни училишта каде што го добиваат соодветниот третман и рехабилитација кои што ја заслужуваат впрочем. Она што ние како дефектолози можеме да им го дадеме на учениците, зборувам за комплетен третман, не можат да им го пружат наставниците кои што се вклучени заедно со останатите 30 деца и за кои што нормално не посетувале настава за како да учат и како да прифатат едно дете со попреченост. Кога сето тоа би го направиле на малку поинаков начин, значи да бидат вклучени, она што ние веќе го работиме со години, да бидат вклучени во активности со другите ученици од редовната настава, меѓутоа не комплетно и целосно во редовниот образовен систем, мислам дека ќе имаме една многу успешна инклузија. Ако тргнуваме, значи, од потребата на детето, ако ни е тоа основна и појдовна точка, тогаш мораме да внимаваме на тоа кои се можностите, потенцијалите и способностите на едно дете. Тогаш би била правилната инклузија. Ако зборуваме пред малку, не секој личност може да биде глумец или поет. Дали 45 минути, еден час е време кога може наставникот да држе насочено внимание на овие лица со посебни потреби? Вака, во нашето посебно училиште, значи часот не е 40 минути, со закон не е 45, него е 40. Со тоа што со новиот закон имаме право да имаме и час од 30 минути, затоа што тргнуваме од потребите, способностите и можностите на децата. Значи тоа ни е главната и појдовна точка. Имаме право законски часот да се менува. Ако сега имаат потреба децата да имаат физичко, имаат потреба од некоја таква активност, имаме комплетно право да го промениме часот, па првиот час да не биде физичко, вториот македонски. Имаме комплетно право и да не пуштиме училницата ако во моментот чувствуваме дека децата имаат потреба да излезат или направат друга активност. Таа флексибилност повторно тргнува од точката што им е потребно на децата, што тие сакаат, што тие можат. Оние деца кои што сакаат и можат, имаат капацитет да влезат во инклузивното образование и како треба да се инклузираат, затоа што таа е стимулативна средина која што ќе им помогне. Но имаме деца кои што многу тешко ќе се адаптираат на новата средина, односно, јас специјално сме лицата со аутизам, значи лицата со аутизам имаат голем дел од нив доста сензорни проблеми, па таа галама од 30 деца во училницата и како ќе им направи проблем особено да не можат да издржат на одморите. На самиот час ќе настане некоја полемика, кавга, што и да се случи. Самото мрдање на столчето и шкрибењето од паркетот исто така може да предизвика аудитивен проблем кај овие деца. Така да прво мора да ги спремиме децата, па тек после да влезат во инклузивното образование. Они кои што се сега во моментов спремни и треба да почнат во септември, останатите треба да ги припремаме. Некои деца ќе можат лесно да влезат на часовите по математика, некои на по македонски нема да можат да влезат. Затоа таа флексибилност и таа потреба да се тргне од децата треба многу да се внимава и многу да се почитува. Во овој случај ќе нема флексибилност, билејќи редовна настава, програмата мора да се реализира за едно дете, сигурно нема да се менува. За овие деца, значи законот предвидува дека тие треба да имаат и образован и персонален асистент. Во изминатите години се прават напори да се создават такви кадри кои што посетуваат неколку месечен курс, но и овие капацитети не ни се доволно исцрпени. Уште имаме слаби точки на кои што треба да работиме и тие се оние работи кои што колешката пред малку кажа, треба да се припремиме многу добро, инфраструктурно, кадровски, во подигнување на свеста на соучениците, на наставниците, на родителите на децата со типичен развој кој ќе влезе. Па тек тогаш да почнеме со инклузија, повторувам, на децата кои што можат да го посетуваат и образовен систем. Во земјава имаме ли доволен број на дефектолози кои што можат да дадат и даваат придонес на лицата со посебни потреби? Да, редовно, значи на годишно ниво се запишуваат минимум 30 студенти на Институтот за дефектологија и имаме доволен број на кадар, меѓутоа
прашање е како државата ќе одлучи како да го исцрпи и како да го искористи овој кадар. Затоа што 4 години ние сме насочени и самостојно сме го бирале тој факултет и да го изучуваме, да ги изучуваме токму потребите на лицата со попреченост. Она што ние сме го научиле, сите тие методи и техники, па и еве со колешката изминативе 15 години дополнително, значи се доусовршуваме. Одиме на разни обуки овде во земјата па и во странство. Значи и се уште сметаме дека имаме многу за учење. Што би рекле колешките кои што се во редовно образование во однос на тоа, значи навистина секое дете е своја приказна. Ајде ќе речам како што не секое дете може да се запише на факултет, така и не секое дете може да биде инклузирано во редовното образование. Меѓутоа токму на тие деца кои што не можат да бидат инклузирани, треба да им се пружи токму она што им е потребно, значи што како што кажа, пристап и третман, рехабилитација, значи методи кои што ние ги учиме 4 години на факултет. Така. Како изгледа еден час во вашето училиште? Колку децата сакаат да работат, колку се активни, рековме дека едни ги бива за едно, други впрочем како што е и во секој училиште. Точно така. Имаме ли примери позитивни кои што можеме да ги одвоиме? Токму сакав пред малку да зборувам за моето оделение. Јас водам оделение со деца со аутизам. Сите ние сме различни и тие помеѓу себе, иако измаат една иста дијагноза како е напишана како такво, собрани зборови, букви една до друга и кои што составуваат аутизам, тоа е само исто што го имаат помеѓу себе, но се комплетно различни сите помеѓу себе. Ќе го презентирам мојот прекрасен Петар. Петар има таква една способност да создава и да твори тродимензионално што досега е не знам невидено од моја страна. Тој успева да направи возови, окупирани со возовите се најважни за него. Значи не постои сообраќајен знак во врска со воз, кој што тој не го знае, тип на воз, дали е патнички, дали е товарен, истражува на интернет. Тоа е неговата пасија и таа е толку голема што јас денеска можеби не можам да одржам час некој друг, ако денеска има потреба да работиме за возовите. Возовите нас ни се основа да почнеме да учиме броеви. Па со бројот на возот ги учиме броевите. Па со бројот на возот или со видот на возот го пишуваме, па учиме да читаме. Тоа е еден прекрасен пример кој што сакам во моментов го да го презентирам, но и пред малку зборувавме за други примери. Го спомнавме Андреј кој е поет, тоа се ученици кои што моментално учат во нашето училиште. Ќе ги спомнам нашите пријатели од Лорендина, тоа е танцов ансамбл од Лондон, кој што беа на 2 пати во Македонија, тоа се лица со Даунов синдром кои што имаат прекрасни танцови изведби. Слично нив се и децата со Даунов синдром од Dancers United од Скопје. Така да имаме многу позитивни примери, но повторно ќе го речам тргнуваме од тоа што тие го можат, тие го сакаат, тоа што нив го интересира и тогаш ние сме тие кои се прилагодуваме на нив, на потребите на децата, а не тие на нашите потреби. Колку е важна соработката дефектолог-родител? Па можам да речам најважна. Значи доколку немаме поддршка во она што го работиме од родителот, затоа што не секогаш ние користиме стандардни методи, значи како што кажа колешката, значи ние денеска се водиме од потребата на детето. Ако детето смета дека денеска е окупирано со возови или не знам сака да црта, ние тргаме од тоа и ние почнуваме да цртаме. Преку цртањето после успеваме да ги вметнеме и македонски, и математика и сите други предмети. Меѓутоа првичната потреба на детето било цртањето. Искористувајќи го тој момент, нели продолжуваме понатаму. Имаме родители, сме имале, кои што вели, денеска што имате за домашна математика? И сега ако му речете ви на родителта, ма ние не успеавме денес математика да извишпеме, затоа што вашето дете сакаше да работи музика, да пее денес. Доколку не наидеме тука на соработка со родителот, значи веќе имаме проблем. Триаголникот ученик, родител, дефектолог е најбитен за успехот на детето. Токму затоа и успеваме да ги насочиме. Многу е битно да се извлече она што е посебно
во детето со попреченост. Што е тоа посебно, што е посебниот момент кај Петар? Петар сака возеви и ги гради од тродимензионално, од глина, од што ќе најде, значи од ливчини. И ние мораме да го искористиме тој момент затоа што Петар ќе биде многу подобар од многу ученици од редовната популација во тој сегмент. Ги искористивме таквите можности, ако можам да кажам, кај неколку наши ученици, ги вклучивме заедно со актери од Велешкиот театар, Јордан Хаџи Константинов Джинот, и направија прекрасна представа која што беше дадена во јуни месец оваа година за публиката во Велес, на јавен простор во Младинскиот парк во Велес, на еден многу значаен настан за нас, кој што го крстивме и ние можеме, затоа што навистина децата можат да покажат што знаат. Беше мощно успешен настан во кој што се представија нашите актери, можам така веќе да ги кажам, затоа што и актерите од театарот ги кажуваат, ги ословуваат како нивни колеги и тие се посебно горди на нив. Исто така, имавме ученици кои што рецитираа, ученици кои што беа вклучени во балетското студио Анабела, има балетска точка, игра, така да имавме многу бројна публика. Поетесата. Токму така, поетесата Зорица Палитова, наша поранешна ученичка, исто така ни се приклучи. Значи, навистина имавме многу бројна публика на овој настан и тоа е тоа што всушност сакаме да го потенцираме. На тој начин се покренува јавната свест и така се прифаќаат лицата со попреченост. Какво е за родителството, извинете, само да го дополнам тоа. Ние сме во постојан контакт со родителите во текот на денот, некојаш и викенд. И во текот на распустот добиваме видеа како мојата ученичка научила да плива. Тоа е заедна радост и заедна гордост, заедничка. Затоа што нас денот мора да ни почне со комуникација со родителот, да знаеме како поминала ноќта. Дали спиеле децата доволно добро, дали нешто да очекуваме. Ако ти не се наспани доволно добро, што е чест случај кај лицата со посебни потреби, не можеме да очекуваме дека денеска денот ќе ни биде гладко и убаво. Значи мораме да очекуваме дека детето може да биде нетрпеливо, плачливо и така натаму. Текот на денот исто така им го раскажуваме после завршувањето, значи што сме работеле, колку сме постигнале и како. Си ода дома. Дали јадат, дали не имаат некои домашни активности, што некогаш не мора да се напишани домашни. Некогаш активности кај нас тие кога децата се на 8 и 9 години се активности, домашни активности, само да се облече, само да се соблече, ако тоа досега не е доучено и недозавршено. Мораме да знаеме комуникација, како го поминала денот, што работеле, каде се дружиле, со кого се задружиле, сите тие информации ги разменуваме во текот на денот. Не само во денот, во викендот. И еве во моментот во летниот распуст јас сум во комуникација со едната мајка, каде што мојата ученичка учи да плива, јас сум посебно горда на неа, што беше на свадба, тоа е дете со аутизам кој што беше на свадба со многу звуци, со многу луѓе, но сето тоа е заедничка активност на родителот и дефектолот. И заеднички успех. Апсолутно. Каква е соработката помеѓу вашите ученици? Се почитуваат ли, разменуваат ли искуства, другаруваат ли, значи како е еден час? Си недостигаат ли кога некој е отсутен или поради одредени здравствени проблеми, прашуваат ли еден за друг? Значи, ние сме едно, како да кажем, едно мало семејство, кое што сме постојано заедно, значи сите колешки си ги знаеме, значи ако имаме секоја свое одделение, секоја за другото одделение, за одделението на колешката знае. Исто така и дечињата постојано се заедно. Си недостигаат, да, тоа можеме најмногу да го приметиме на 1 септември кога ќе дојдат. Значи тоа е една таква радост. За сметка па на тоа на 10 јуни, верувајте, секој 10 јуни ние си одиме со солзи дома. Значи, мислите дека се разделуваат и дека никогаш повеќе нема да се видат. Да, значи, не сме, пак ти речам, не сме класично училиште, меѓутоа сме училиште каде што децата го добиваат сето она што им е потребно. Денот почнува со бушка, со бацка, со кај сте вие, каде бевте, како беше. Ќе си го спомнам повторно мојот Петар, кој што
пред да си одат дома, тој ќе им ги даде јакните на двете негови најдобри другарки, па ќе им ги намести ранците. Тој е толку грижлив, толку внимателен кон нив. Джентлмен. Да, дефинитивно морам да си го пофалам. Така да, тоа е тоа. И сето од ова ќе настане хаос доколку ги вратиме овие деца во редовна настава. Може би. Предпоставуваме. Како стручни сето лица. ова што го минувате со нив, ги познавате нивните потреби, работите на развој на она што го имаат како талент, значи нема да биде така и во редовна настава. Кај некои деца нема да биде. Затоа Ако ги рековме- вклучиме сите. Да, меѓутоа доколку се вклучат во редовна настава децата кои што се спремни за таква инклузија, тогаш нема да се сгреши, меѓутоа не сите. Значи, кај нас во Велес веќе постои инклузија од тој тип. Оние деца кои што се спремни за редовно образование, ние сме тие што први им ја даваме препораката, ова дете Да. не е за овде. Ова дете ќе му биде подобро во редовно образование со стимулативна средина. Меѓутоа имаме дечиња навистина и ве повторно ќе ги кажеме во последно време аутизмот е честа тема во кај нас па и во светот. Значи аутистите се секој е посебен. Секој е различен еден од друг. Меѓутоа имаат нешто заедничко, а тоа е сензорниот дефицит, односно проблемот во гужва, во галама, во бука. Она што ние го слушаме како нормални звуци, например, не знам, зоењето на сијалицата или на клима уредот, значи за нив е тоа убиствен звук. Значи Премодулирано, прегласно. Ете така. И сега рачунајте дека тие навистина ќе имаат проблем во такво вклучување. Може би ќе успееме да најдеме начин, но поентата ни беше на муабетот дека ние се уште го немаме најдено начинот како сето тоа да биде остварено. Имаме некои насоки, ама конкретно ништо. Дефектолози во училиштата нема во редовно. Во некои има, Меѓутоа, во некои тоа е има, многу- меѓутоа тие дефектолози се таму како стручни соработници. Значи тој дефектолог неговата активност денес е да даде насоки како да се работи со тоа дете. Не е директно вклучен заедно со детето да работи. За разлика од нас каде што на пример денес 5 часа во денот детето добива постојано дефектолошки третман. Значи постојано е опфатено со Сега третман. поново и тоа се, нели, вие се нарекувате покрај дефектолози и специјални едукатори. Да, специјални едукатори и рехабилитатори, тоа е новиот назив во нашата држава, па и во светот. Значи, ние бевме една од последните советски држави кои што остана тој поим, нели, тој поим како термин го задржа уште една-две држави, меѓу кои ние, меѓу последните. Меѓутоа сега се добива нов назив. Многу важно е она што го имам јас како искуство, дека децата со посебни потреби во Велес имаат малку повисок степен на, ајде да кажам, стручна грижа во нивниот развој. Тоа го зборувам и тврдам професионално од она што сум согледал. Еве и вашиот пристап вечера во емисијата се гледа дека професионално работите, меѓутоа давате несебична жртва во постигањето на резултати. Лесно ли е да се биде родител дома и да се биде дефектолог во исто време, бидејќи лично знам што значи да се работи со едно дете со посебни потреби. Оно што го рековте пред малку дека има во Велес доста голем успех е токму причината што посебното основно училиште Маца Овчарова веќе 45-50 години постои во градот. Фелата, наставничката Фела има доволно добро искуство во соработката со дефектолозите од Велес. Првично нашето училиште било поставено во систем како посебни паралелки во неколку редовни училишта, па потоа се создало како едно училиште. Таа комуникација што била тогаш што станува до ден денеска. Имаме ние многу честа комуникација со наставници, затоа што процесот на инклузија не е сега нешто ново, тој постои одреден период, но сега нели се воведува тотална инклузија и тоа е нешто што малку не буни сите нас. Значи тој процес на инклузија постои од секогаш. Имаме примери кога ученици кои што добро напредуваат кај нас ги враќаме во редовно училиште. Исто така имаме комуникација и соработка со колегите таму ако дете не напредува да го донесат кај нас. Значи тоа не е влегувањето и учењето во посебно училиште не е еден завршен процес. Тоа е мобилност и таа лесно може да се спроведи, што исто така треба да се почитува во иднина, ако повторно зборуваме од потребите на децата. Таа соработка со нашите колеги во Велес
Значи дека наназад едно 5-6 години колегите волонтерски добиле обуки од нас дефектолозите како да работат во случај да имаат инклузирано дете. Значи добиле основни информации кои се лицата со посебни потреби, како да изработат и кои наставни материјали ние ги користиме. Имавме 2 или 3 школски години кога деца кои што не постигнуваа во редовното училиште дополнително доаѓаа кај нас за да им помогнеме во сето тоа. Имавме обуки на деца на родители на деца со типичен развој, да им кажеме како е на еден родител, како му е да има дете со посебни потреби, како тој се чувства и како го доживува целиот тој систем. Тие долгогодишни работи со работки продиле со големи успеси. Во иднина, како и да одат работите, нашата желба како училиште, еве ако тргнеме од таа гледна точка или нас како волонтери во порака, е таа соработка да продолжи. Максимално ќе се вложиме на потребите на децата, без разлика каде ќе учат, дали ќе учат во редовно или посебно училиште. Она што го рече Весна пред малку, тоа што сум учила 4 години, сум отишла на факултет, тоа е затоа што јас ја имам таа потреба и таа желба и таа љубов. Таа љубов не може да згасне ако се случи тотална инклузија. Ќе продолжиме да работиме, ќе продолжиме да соработуваме. Ако треба и ќе влеземе внатре, тоа зависи како ќе го поставиме тој систем, но препорака е малку да внимаваме во однос на тоа. Да не ги брзаме работите, се за доброто токму на овие деца. Да не направиме наместо подобрување во нивните услови, да направиме регрес кој што да. Спомнавте нашиот град Велес дека нели навистина се грижи за своите сограѓани, меѓу кои нели лицата со попреченост. Можам да кажам слободно дека тоа се должи на еден многу значаен документ кој што го имаме, стратешки документ. Една од ретките општини во државата сме кој што има документ локален акционен план за лица со попреченост. Лапли, нели, го кажуваме ние. Имаме и ние како општина во Каладар. Така, меѓутоа знам дека сме едни од ретките во државата кои што навистина го имаат и навистина ги следат активностите кои што се препишани со овој документ. Како што кажа колешката, врз основа на овој документ ние имаме изработено многу обуки кон редовната популација, општо во нашиот град, значи кон наставниците кои што се вклучени во редовно образование, родителите на децата без попреченост, родителите на децата со попреченост. Значи работиме континуирано пред се на подигнување на јавната свест, на запознавање на поблиско запознавање на лицата со попреченост, да бидат поблиску до сите граѓани, да не биде тоа една баук тема и да се прашуваме зошто овој оди вака, зошто тој зборува така и така натаму. Така да можам слободно да се пофалам дека Велес навистина е на едно многу високо ниво на прифаќање на лицата со попреченост. Така да инклузијата кај нас не представува проблем. Тај се одвива непречено. Да, не го спомнавме тоа дека имаме соработка и со локалните приватни фирми, каде што по завршувањето на средното образование, значи од основно од кај нас, одат на средно образование во Штипол и во Скопје, но ние остануваме во контакт и тогаш со семејствата да по завршувањето средното образование добиват препорака каде да се вработат во која приватна фирма и тука посредуваме. Значи сме еден центар кој што вистина се грижи за почетокот. Имаме и соработки со градинките и таму имаме колеги, па децата со посебни потреби од градинките кои што таму завршуваат. Па имаат, добиваме ние информација една од таму како што со тоа дете, затоа што рековме пред малку, инклузијата не почнува во основното училиште, почнува од раѓањето до крајот на животот на децата. Велите дека одите и дополнително на стручни усовршувања и во други држави. За Велес кажавме дека инклузијата е на еден повисок степен, покривањето на свеста кај граѓаните и прифаќањето на овие лица е исто така на повисоко ниво. Сметате ли дека како нација се движиме напред во прифаќањето на овие лица, дека доволно како држава правиме да им го олесниме животот или да ги искористиме нивните можности во секојдневието? Во последно време навистина е за пофалба, значи начинот на кој што се вклучени лицата со попреченост во сите сфери на животот. Кажавме, вклучени се уште во градинка, па во образованието, вработени се во јавни
установи, па и во отворени се инклузивни кафе-барови. Посебно ќе го истакнам Скопје, ето, тоа е центарот на Македонија, таму, така да таму веќе на многу високо ниво се прифатени лицата со попреченост, вработени се, луѓето немаат проблем да отидат и да нарачаат кафе од лице со Даунов синдром или лице со аутизам. Единствен проблем кој што го гледаме во иднина би било оваа целосна инклузија која што можеби малку би ги размрдала работите и мислам дека начинот на кој што ние досега работиме, дека имаме едно совршено општество во кое што се повеќе и повеќе се прифаќаат лицата со попреченост. Но уште треба да работи. Секогаш. Да, уште треба. Секоја работа е потребно. Добро ни оди. И доброто да биде уште подобро. Добро ни оди, но може ми повеќе. Апсолутно. Ми беше задоволство што еве во овие изминати минути говоревме за вашите активности, за работењето. Да се надеваме дека вашите позитивни примери ќе ги следат вашите колеги од општините кои што покриваме со оваа емисија и дека сите заедно ќе се грижиме да докажеме и покажеме дека и лицата со посебни потреби можат и треба да ги вклучиме во нашето секојдневие, затоа што тие се заедно со нас. Токму така. Дел од нас. Благодарам за учеството во емисијата и сигурно ќе следиме се она што работите и ќе имаме можност повторно да имаме едно вакво дружење. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на емисијата со повод, го посветивме на инклузијата на лицата со посебни потреби. Зборевме и за вклучувањето во образовниот процес, во редовната настава. Низ примери слушнавме како работи посебното основно училиште Маца Овчарова од Велес и Дневниот центар Порака, токму со овие лица, кои што се исти како нас и треба да ги прифатиме. Благодарам за вниманието, имајте секој добро со нашата програма. До гледање.